Хај! Ова е уште едно видео од Снежа мрежа каналот на кој што се трудам да ставам содржина од време на време со цел да се искомуницира со луѓе надвор од нашата потесна околина која што станува секој ден се потесна и потесна. Може, мама, секако дека може. Јас сум Снежана. Веќе знаете од предходните мои видевца дека дека правам кутии, тоа ме одржува телесно во живот. Ги правам веќе 6 години, имам дека мислам дека имам, усреди го имам тоа видео, да, предходното видео е видеото како се извлекуваат тие тројца добитници, сите беа многу радосни, јас бев исто така многу радосна за тоа. И се потрудив овој пат така. Усреди не се потрудив, туку така ми дојде момент, викам чекам, можеби ќе направам едно видео, чекам дали снима, да. Едно видео. Проблемот е што немам јаки камери, немам убави звучници, може некој ќе рече немаш и убава содржина, ама јас нема да се сложам со тоа, затоа што кај мене срцето зборува, јас не можам да го сопрам. Едноставно е. Може би содржината на некој ќе им се чини штура, меѓутоа за мене е многу важно да ги снимам овие видеа, зашто еден ќе ми останат како сеќавања, од една страна, а од друга страна, усреди три страни има. Од друга страна, јас ќе можам да си се слушнам самата себе си. И третата страна е тоа што ми избега мислата, која беше третата страна, не ми текна. Не е важно, ќе ми дојде после однакнено. Денеска сум со ролери. Денеска сум со ролери. Ги качувам на нозе после 2 години сигурно. А ги возев на времето кога бев така макси, колку имав таму, 14, од 10 години па некаде до 20 години мислам дека ги возев ролерите. Само момент. Значи, тоа се 10 години, а може и порано почнав да ги возам ролерите, односно на времето, додуше и сега се уште имам таа тетка, но сега не сме баш во најдобри односи, сме скарани, што би се рекло. И таа тетка наша ни донесе на тоа време роншули, кои што фактички така почнав да возам јас со роншули првин. Тоа се за оние кои што можеби не знаат, можеби, тоа се на 4 тркалца 2 со 2. Значи се става на патика, се мести одоздоле и почнуваш да возиш и е многу убаво. А после тоа, неколку години после тоа се појавија ролери, чии што тркала се, нели, едно позади друго, 4-те. Додуша има и со 2 тркала, не е важно. Важно е дека јас многу возев роншули. И ролери, да, и едното и другото. И секој се качив на ролериве, а се качувам бидејќи имав така еден контакт, еден спој на жици во главата. Вчера беше, или како вчера беше конкретниот момент, инаку тоа се случува веќе по долго време. Значи, буквално човек ако сака да ги прегледа и видеата, ако сакате, би било супер. Во претходните видеа, во некој од нив зборувам за односите на децата во моето мало, во мојата улица. А вчера имаше така еден момент на кулминација на сето тоа. И веројатно така некако ми дојде како издувен вентил да се качам на ролериве и да ги повозам малце, да се почувствувам, можеби да кажам, да се почувствувам себе си. И на вистина, откако се качив на нив, буквално ми се враќаат сите сеќавања што размислував и каква ми беше душата кога бев од таму 10 години негде до 20 години. Се сетив на самата себе си, што е многу убаво чувство. Инаку за вчерашниот кулминативен момент, јас сум личност која што е сериозно ги наблюдува односите помеѓу луѓето. Јас сум влюбеник во интерперсоналните односи на луѓето, што кога го кажувам ова е многу, можеби е многу важно,
затоа што како што се движи време во нанапред, во иднинава гледаме дека најверојатно се почесто ќе ги сретнуваме вештачката интелигенција, каде што се помалку всушност ќе го има тој човечки фактор општо насекаде околу нас, за тоа сме си самите ние криви, нормално. Не сум љубител на вештачката интелигенција, не сум нејзин обожувач, не сум воопшто, не сум човек кој што и коленичи на интелигенцијата, затоа што интелигенцијата без срце е погубна, а за жал тоа ќе го согледаме децении и децении и децении покасно. Значи сега се палиме сите нели на вештачка интелигенција, се ложиме на тоа колку таа може на нас да ни значи во животот, да ни го олесни животот, всушност ќе ни го направи пекол, бидете сигурни. А не сме свесни дека буквално одиме во пропаст. Буквално одиме во пропаст. Нема да мислите дека сум негативец и песимист. Не сум ниту едното, ниту другото. Јас мислам дека само една обична реална особа која што реално ги гледа работите. Како што кажав и на почетокот на видеово, односно сега пред малку, интелигенција без срце е погубна комбинација, затоа што паметните луѓе кои што немаат чувства за друг, кои немаат емпатичност во себе си, ги експлоатираат другите луѓе околу себе и најчесто за жал ги гледаат другите луѓе како камен, stepping stone, што би рекле американците, односно како начин како да стигнат до некоја своја одредена цел. И воопшто не се грижат за тоа дали при достигнувањето на таа цел некого ќе повредат или искористат или слично. Зошто волку се залетав со интелигенцијава, нели? Затоа што мислам дека една од причините поради која што сме таму кај што сме е тоа, токму таа наша глупава потреба да коленичиме пред интелигенцијата. Има, не знам дали сте слушнале, верувам дека сте слушнале, дека постојат неколку видови на интелигенција кај еден човек. Значи, тука имаш социјална интелигенција, имаш емоционална интелигенција, имаш IQ, односно интелигенција мисловна, за решавање на задачи, за помнење на податоци и така натаму. Тоа ни кажува дека многу сме ја забрљале целата работа, надевајќи се и фокусирајќи се само на мнеморичките способности на кај човекот општо. И затоа кога ќе видиме дека тоа не е така да речем, устари секако што го размислувам ова, можеби до некаде и не сум во право, затоа што можеби помладиве генерации, можеби тие растат со овие сознанија дека не постои само еден тип на интелигенција и можеби ќе ја имаме таа среќа во иднина, не знам, помладите генерации малку по-силно да згазнат на таа педала на емоционалната интелигенција и на социјалната интелигенција. Па така нема да удрат можеби со главата толку силно во зид како што да речем биле нели генерации и генерации пред нас. Јас сум генерација 81 и го имам почувствувано тој момент дека во школо и на секаде околу мене секогаш се почитува и беа буквално како се вика беа буквално да те магепса некој кога навистина гледаш дека е полн со знаења, знаеш, памти се расфрла со една информација, со друга информација, Секогаш оние личности кои го немаат тој квалитет беа така ставани малку под тепих и ставани не малку него малку повеќе на маргините нели од општественото живење, меѓу кои што секако дека бев и јас, сум зборувала за тоа и во други видеа и така натаму. Додуше кога зборувам ова, можам да кажам дека и денес се уште не сум 100% сигурна. Се уште не сум 100% сигурна
дали не се има ништо сменето и во образованието во таа насока, не знам, бидејќи моето дете има скоро 7 години, е прво оделение и сега за сега гледам дека нештата се поприлично балансирани. Ќе видиме дали сум грешка или не сум грешка, или сум имала погрешна представа и така натаму. Кога ќе поминат барем прво, второ, трето оделение, тоа малце ќе го разгледаме, а до тогаш ќе речам дека нештата сега се малце барем поомекнати. Што се однесува до тоа би било тоа во врска со тоа мислење, а што се однесува до оној момент што го спомнав преска за вчерашните кулминативни односи помеѓу моето дете и другите деца во нашето мало, тоа е трагично. Тоа е трагично, можеби некој ден кога ќе помине доволно време, кога ќе погледам од некоја дистанца на сето ова, ќе речам дека е и комично, но вчера навистина имав многу тежок ден. Вчера навистина си поминав многу лошо. Значи, не знам дали сте ги прателе овие видеа, или оној кој што ги прати знае дека сакам моето дете да се дружи со децата од мојата улица, сакам децата од мојата улица да се дружат со моето. Сметам дека на тој начин можат да делат знаења, искуства, да си помагаат едни на други, да почувствуваат колку едни на други всушност ние луѓето сме си потребни. Значи нема вишок на личност на овој свет. Никој не е роден како вишок или како што викаме како 13-то прасе, или никој не е роден за џабе. Тој секој човек, секоја личност може во даден момент да се најде за некоја добра работа, да ви заврши некоја работа, нели да ви направи некое добро дело, нешто што вас ви е многу важно и што ви се чини како големо на таа, може не е толку, па ќе ви го, нели ќе ви направи добрина и така натаму, и на вас едноставно ќе ви се олесни животот. Значи луѓето, ние луѓето, значи што остануваме да сме се уште луѓе, нели не сме се уште вештачка интелигенција, здравје Боже, кога ќе биде вештачката интелигенција на големо насекаде околу нас, тогаш ќе сватиме можеби дека ние веќе не сме толку потребни, сме просто вишоци, но до тогаш ние луѓето си требаме едни на други, постоиме за да си помагаме едни на други. Многу религии, многу филозофии укажуваат на фактот дека само ако му правиш добро на другиот човек, можеш да обстоиш како личност, да станеш позитивна личност, да имаш добробит од тоа, и обратно, ако му правиш лошо на другиот, тогаш си правиш лошо на самиот себе си. Имаше еден рабин, израелски учител, кој што е стар човек. Обично тие стари луѓе собрале обично многу знаења во текот на својот живот, и кажа една реченица како поука за сите нас, вика: other people are vital for our well-being. Значи другите луѓе се витални за нашиот добробит, за нашето постоење. И никогаш не треба никого да го исклучиме или да го потцениме или да го одбегнеме и така натаму. Што не е случај со децата во мојата улица, каде што на големо се случува врсничко насилство, булинг, тој збор толку многу го мразам, но за жал морам да го употребам, се случува булинг кон моето дете, каде што буквално не му даваат да стои до нив, а не па да се игра со нив. Значи не му даваат да застане до нив, а не па да се играат. Едно од децата вчера на моето дете, бидејќи моето дете има воспаление на ушите, моментално пие антибиотики и мора да носи капа, тоа едното комшиче очигледно му засметала капата на моето дете, као шо е овој лигушов со капава, му е извадил капата од главата и му фрлил доли, почнал да му ја шутира. Кога отидов јас на кај него пред врата, пошто го видов и му реков: зошто тој, ајде да не го кажувам името, си му ја шутирал капата, одговорот знаете кој беше? Па ме нервира. Ајде бе, му викам. Значи ти мене ако ме нервираш, викам, ја ти имам право да ти степам или било што ти направам. Децава почна да го покажуваат својот пенис, односно да се држат на тоа место као може да ми се фатиш и да ми се плезат. Тоа беше толку лош ден има вчера. Значи буквално се избањав во сопствените солзи, затоа што колку и да го даваш своето срце на нив, на сите тие, да речам, деца, за луѓето возрастни веќе сум и кренала раце, не се ни надевам дека нешто ќе се смени.
Колку и да се трудиш во однос на тие деца се отшиглено веќе толку многу психички оштетени што не умеат да вратат емоцијата назад. Значи не умеат да вратат на љубовта со љубов. Кога ќе им пружиш љубов, тие на тоа гледаат со подценување. И што би една песна имаше на времето од Ријана и овој Џон, како се викаше, Пол Маккартни. Имаше песната идеше вака. There goes my kindness taken for weakness. Односно, мојата добрина ја сватија како слабост. Општо таквите деца кои што се оштетени во својата психика, добрината и љубовта ја сваќаат како слабост на оној кој што ја дава и се однесуваат кон неа со подценување и со сериозно, значи и со агресија, не само со подценување, туку и со агресија. Да не го должам ова видео многу, јас сум личност која што сака да зборува, доколку некој сака да слушне повеќе од оваа тема, слободно може да пише во коментар. Јас веќе ќе морам да одам затоа што веќе подолго време стоиме овдека. Ми звонеше некој, пази мама, ми звонеше некој. И доколку сакате да слушнете повеќе од ова видео, ве молам пишете во коментар. Ако ви се допаѓа, секако лајкнете го видеото и особено пишете ми ако сакате да слушнете повеќе од оваа содржина, но како и да е, јас не можам да се сопрам, јас и понатаму ќе правам видеа, бидејќи сакам да зборувам. Сакам да зборувам. И сакам да, како што кажувам обично во своето интро, значи сакам да споделувам мислења мои, туѓи, да видиме кој како мисли, зашто само така можеме да одиме заедно напред. Многу ве поздравувам, се гледаме во некое следно видео и слушате ја песна, новата, не знам дали е нова песна, не сум баш сигурна, песната од Rudimental, Break My Heart. Чао, дечки, бај, останете добри.